Денеска православната црква ги празнува Светата великомаченичка Анастасија, узорешителница и други со неа, и Светата маченичка Теодотија со трите деца. Светата великомаченичка Анастасија, узорешителница и други со неа. Оваа славна јунакиња на верата Христова се родила во Рим, во сенаторски и богат дом, од татко неверник и мајка христијанка. Од раната младост се прилепила кон љубовта Христова од некој благочестив учител Хрисогон. Присилена од таткото, Анастасија стапила во брак со некој незнабожечки властелин Публий. Но наоѓајќи изговор во женска болест, таа не сакала никако со него да стапи во телесна врска, заради тоа мажот тешко ја мачел со затвор и со глад. А уште повеќе ја мачел кога дознал дека таа тајно оди во затворот кај христијанските маченици, на кои им носи понади, им служи, им ги мие раните, им ги променува нивните алишта. Но по Божја промисла била ослободена од лошиот маж. Публий бил испратен од царот во Персија, па патувајќи по морето потонал. Тогаш светата Анастасија почнала слободно да им служи на мачените христијани и со своето големо наследство да ги теши сиромашните, делејќи им милостина. Еднаш царот Диоклицијан бил во градот Аквилеј, па наредил да му го доведат исповедникот Христов Хрисогон. Него по патот го придружувала светата Анастасија. На свети Хрисогон по заповед на царот му била отсечена главата. Тогаш пострадали и трите сестри, Агапија, Хионија и Ирина. Првите две биле фрлени во оган, а третата била со стрела прострелана. Нивните тела ги зела светата Анастасија, ги завиткала во бело платно, обложувајќи ги со многу мириси и чесно ги погребала. Потоа Анастасија отишла во Македонија, каде што им помагала на Христовите страдалници. Овде била распознаена како христијанка заради што била фатена и водена на сослушување и неизмачување кај разни судии. Сакајки да умре за љубениот Христос, Анастасија непрестајно во своето срце повикувала кон него. Некаков началник на жреците Улпијан сакал похотливо да се допре до телото на светата Анастасија, но одеднаш ослепел и починал. Осудена на смрт со глад, светата Анастасија прележала во затвор 30 дена без храна, хранејќи се единствено со солзите и со молитвата. Потоа била ставена во лагја со уште неколку христијани за да биде потопена. Но Бог и од таа смрт ја сочувал. Најпосле била врзана над оган со рацете и со нозете за 4 колци. И така ја предала својата света душа на Бога. Пострадала и се преселила во Христовото царство во 304 година. Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ.
светата маченичка Теодотија со трите деца. Останувајќи довица со три своји чеда, Теодотија целосно се предала на Божјата служба и на воспитување на своите деца во благочестивата вера. Кај неа седела светата Анастасија кога била во Македонија и заедно со неа ги посетувала затворениците заради Христа по затворите. Кога била изведена на суд, Теодотија смело го исповедала Христа Господа. Тогаш била испратена кај антипатот Никити Витиниски. Кога еден бесрамен незнабожец сакал да се допре до незиното тело, наеднаш здогледал крај неа ангели Божи и бил удрен од ангелот. На смрт осудена и во вжарена печка фрлена, заедно со трите своји деца, светата Теодотија чесно го завршила својот живот и преминала во царството на вечната слава. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец. Да исправит ся молитва моя, яко кадило пред тобою. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Tebe